Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, почнувајќи од минатата сабота кога дојдоа екстремно ниските температури, се соочува со низа проблеми. Дел од проблемите се заради дефектите кои што се уваат во нашата мрежа заради ниските температури, како расипување на регулаторите за притисок, проблеми со цевоводната мрежа, вентилите и така натаму, заради што екипи од Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација постојано од минатата сабота до денес беа на терен и успешно ги санираа сите дефекти со цел доведување на доволно количество на вода до секое домаќинство во Плев. Поголем проблем во овој момент прави тоа што намалена издашноста на изворите на јавното предпријатие Студенчица на околу 600 литри во секунда, заради што до Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација доставуваат од 160 до 180 литри во секунда. Во овој момент граѓаните и предпријатијата, правните лица во Плев трошат повеќе од 370 литри во секунда, уклучени ни се сите бунари, постојано сте на терен, вршиме пренасочување на водата во секој момент со цел секој домаќинство во Плев да има количества на вода. Можни се намалување на притисоците во одредени делови на градот, меѓутоа ве уверувам и во периодот кој што престои, Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ќе направи секој домаќинство во Плев да има вода. Успеваме да обезбедиме околу 300 литри во секунда, што не е малку, меѓутоа овој период се троши повеќе вода отколку во летниот период. Заради тоа сакам да пратам еден апел до граѓаните. Освен што треба да се ги заштитат водомерите, заради екстремно ниските температури можно е до расипување, замрзнување на истите, колку што е можно помалку да ги оставаат отворени чешмите и едноставно да истекува водата. Јас знам дека се плашат од замрзнување на водоводната мрежа, меѓутоа ни прават нас проблеми во обезбедувањето на количества за вода која што може ефикасно да се употреби, за одржување на хигиена, за пиење, за се она што му е потребно на секое домаќинство. Во моментов секаде има вода. Може би некаде се јавува намален притисок заради тоа што мораме да дистрибуираме вода до секое домаќинство, меѓутоа во овој момент до секое семејство во Плев има вода. Најмногу проблеми имаме да речеме во зградите во Точила заради што се ставени во употреба станиците пумпни кои што ги имаме лоцирано на неколку места во тој дел. Имавме проблеми со водоснабдувањето на улица Борис Кидрич на највисоките спратови, заради што минатиот викенд бевме доведени до ситуација со туби да им носиме вода на граѓаните, меѓутоа во овој момент секој домаќинство во Плев има вода.